Благодарам, председателе. Состојби или за продолжување на двете кризни состојби на територија на цела држава и за топлинската енергија во град Скопје. И вакви ситуации сме имали и претходно, но никогаш претходно не сме имале ситуации да се држи Комисијата за одбрана со долги дискусии, посебно за вакви прашања тешки. Јас сакам да има дискусии со аргументи, ама очигледно е дека таму има чиста злоупотреба само да се одолговлечи времето за дискусија. Тоа е една работа. Втора, и се спомнуваат информации за тоа што се случува, претходно се спомнува анкетни комисија, уште еднаш да кажам, спремни сме и за информации да дискутираме, и за анкетна комисија да формираме, да видиме што се случува сега и што се случувало во минатото во енергетскиот сектор, да ги отвориме сите прашања кои се битни за граѓаните. Јас кога зборуваме и за енергетската криза и се она што се случува кај нас и во светот, повикувам да се закаже Комисијата за финансирање за законот за задолжување на ЕСМ од 100 милиони евра, чија потреба е донесена на 19.7. 19.7. Денес сме 21.2. септември. И уште не се дискутира. Зошто? Затоа што очигледна е намерата да се донесе ситуацијата во државата да биде неподнослива за ситни политички поени. Тогаш кога било прашање или она што било важно за опозицијата сегашна, а која што има мнозинство во локалната самоуправа, законите брзо поминуваат на брза лента. Ние се сеќаваме дека и за законот за поврзување, за задолжување за поврзување на локални патишта година и пол беше блокиран до смена на или до добивање на мнозинство градоначалници од страна на опозицијата. Ама сите ние овде сме за граѓаните. И тие закони, без разлика дека има промена, ги гласавме, ги поддржуваме затоа што станува збор за граѓаните. И ова за задолжувањето е за граѓаните за ЕСМ. Цел свет е во енергетска криза, така сме и ние, и сите сме должни да излеземе во пресред на граѓаните за да пребродиме ова што значи вакво време на живење. Благодарам.